Во извонредни временски услови или згавтерен на големиот празник Свети Кирил и Методи, Осогови Беласица приредија вистински фудбалски спектакл на стадионот Никола Мантов во Кочани. Навивачите на преполната западна трибина и семените на источната создадоа фантастична атмосфера, прославувајќи ја промоцијата на двата второлигаши, Осогово и Беласица, кои во првенствен надпревар игра фудбал за уживање. Пред почетокот на надпреварот на капитенот на Беласица му беше предаден пехерот од Фудбалската федерација на Македонија за шампионската титула во третата Лига Исток. Фудбалерите на Осогово во знак на благодарност кон публиката им поделија мајци, а на западната трибина се точеше пиво. Иако надпреварот немаше посебно резултатско значење, сепак двете екипи започнаа фуриозно и во голем стил, особено фудбалерите на Беласица кои покажаа зашто се лидери на табелата. Брзо поведоа 7-0, но и Осогово уште побрзо изравни со евроголот на Манов. Но по изравнувањето, до крајот на полувремето на теренот постоеше само една екипа, Беласица, која постигна дури 4 гола. И кога публиката разочарано прогнозираше двоцифрен пораст на жолто-сините, тие како Феникс во второто полувреме почнаа да ја полнат мрежата на гостите и стигнаа до 4-5 или на минус 1 гол разлика. Но токму во најголемиот налет на домакините следуваше еден сомнителен старт во 16-никот на Осогово, а судијата Ангелов по кусо размислување покажа на белата точка, што беше доволно гостите да го постигнат шестиот гол. Од тој момент судијата ги испушти конците од рака, па наместо славеничка атмосфера на стадионот повеќе се слушаа негодување и погрдни извици, кои кулминираа со исклучувањето на Мојсовски и Трипуновски. Сепак се беше надминато кога надпреварот заврши, кога фудбалерите на Осогово заедно со семените отворија шампањско и во голем стил го прославија обезбедувањето второлигашки статус. Во последното 30-то коло од ова фудбалско првенство, Осогово и Беласица во Кочани одиграа 4:6. Во Василево слога 1934 7:2. Во Делшево Брегалница Голак загуби од Плачковица со 2:3. Тиверија Работник 0:1. Рудар во Пробишти ја победи Каменица Саса со 4:3. Во Свети Николе Чеполе напредок Здравје 2:2. Слободни во последното коло беа екипите на Гидго од Пешево и Малеш од Берово. На табелата конечно Беласица е прва со 72 бода и нов шампион на третата фудбалска лига Исток. На втората позиција е Плачковица со 63, Осогово има 60 бода. На четвртата позиција Каменица Саса со 55, Гидго Пешево има 51 бод, Овчепол има 47, на седмата позиција напредок Здравје со 35 бода, Василево со 31 е на осмата, а Брегалница Голак со 30 бодови на деветата позиција. 10 е Малеш со 26 бода, 11 Тиверија со 24, Слога 1934 исто така со 24-12, на предпоследното место е Работник со 23 бода, колку што има и Рудар на 14-та последна позиција.